ден, почитувани гледачи, на самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што сте заедно со нас во наредните неколку минути. Македонско издание, емисија 424 е програма која што професионално ве информира за поважните настани во Торонто и околината, како и ве забавува со наша македонска музика. Емисијава, како што знаете, до пред 2 години се емитуваше на кабловската телевизија во Онтарио, Роджерс ТВ, кога Роджерс неочекувано ја затвори телевизиската станица и каналот 10, на кој, покрај голем број на други мултиетнички и англиски програми, се емитуваше и емисијата Македонско издание. Ова емисија се емитува од 1998 година, а од 2006 секоја епизода после оригиналното емитување на телевизијата беше перманентно поставена на нашиот сајт www.macedonianedition.tv. По укинувањето на Роджерс ТВ, канал 10, емисијата Македонско издание, можете исклучиво да ја следите на нашиот сајт, уште еднаш ќе го повторам, www.macedonianedition.tv. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа програма, која што, како што ни велите вие, со нетрпение ја очекувате секоја нова емисија. Денешнава емисија ја емитуваме на 28 март 2020 година. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарете ги на 416-755-9231. Birthright Macedоnia, или во превод Родом од Македонија, е организација која што во јули минатата година го одбележа своето 5-то годишно постоење во главниот град на нашата земја, Скопје. Како одгранок на обединетата македонска диаспора од Вашингтон, Соединетите Американски држави, ова организација секоја година организира престој на студенти и млади стручњаци од диаспората кои се по потекло македонци во нашата земја со цел да се запознаат со нашата култура, јазик и традиција, додека стажираат на некои соодветни позиции. Во наредните неколку емисии ќе ви прикажеме интервјуа и анкети со учесниците и организаторите на ова манифестација, која што, како што спомнавме, се одржа во јули минатата година во Скопје.
Разговараме со председателот на Обединетата македонска диаспора, која што е организација глобална и моментално се наоѓаме овдека во Скопје, господинот Мето Коловски. Ја прославуваме 5-та годишнина од Родум од Македонија. Какво е чувството 5 години да се овај програм да постои? Победа, фала многу уште еднаш и што сте тука дел на овај историски настан. 5-та годишнина на Родум од Македонија, Birthright Macedоnia, која е во партнерство помеѓу Обединета македонска диаспора и МЦМС, Македонски меѓународен центар за соработка. И одлично, ова е најголемата класа на студенти, 9 студенти. Веќе имаме апликанти за следната година, 2020, 6-та годишнина, и многу сум горд што 2-та, 3-та, 4-та генерација студенти присуствуваат на оваа програма и повеќе луѓе учат за Македонија преку оваа програма, и така да многу ни е мило што постоje и ќе продолжиме и имаме доста поддршка за оваа програма. Значи, ти своето детство го помина и младите години во Соединетите Американски држави. На каков начин ќе беше твоето искуство поинакво да постоеше ваков програм кога би можел ти да го посетуваш? Па дефинитивно ќе научев многу повеќе и многу побрзо во рок на 3 недели, живеејќи со фамилија што не е моја. Обично кога идев во Македонија доаѓав преку лето кај роднини, и друго е со роднини, друго е со луѓе непознати, и да стажирам во некоја институција што беше блиска до моите студии. Дефинитивно тие предрасуди што ги имав за Македонија, сето тоа, можеби ќе ги научев, мислам, ќе можев да ги соправам порано отколку после да ги учам потешко. Сега овие студенти имаат таа можност тоа да го сознаат додека се во младите години. И дефинитивно ќе можев да го вежбам јазикот многу побрзо отколку после тоа го учев, нели? И само да ни кажеш кои се тие спонзори што овој пат ги прифатија младите да стажираат кај нив? Имаше доста организации, дом за деца, за во ромското мало, председателот, министер за одбрана, министер за диаспора, имаше Lawyers Association, асоциација на адвокати, економски акзилатори на Универзитетот Свети Кирил Методи, во финансиски институции, така да во различни сектори. Се зависи од студентот што сака. Ако сака тие да студира дипломатија, ќе бидат сместени во такво нешто. Така да дефинитивно убава пракса добиват. Мето, многу ви благодарам за ова кратко интервју и уште 50 години најмалку да прославуваме од Родум од Македонија. Ви благодарам многу, Победа. Благодарам. Еве се наоѓаме во прекрасниот хотел Арка на балконот горе. Можеме цело Скопје да го видиме од овде и разговараме со Stephanie Taskova. Stephanie, where are you from? I'm from Melbourne, Australia. The reason you came here? I wanted to come back to Macedonia and experience Macedonia in a different way than I would when I would come with my family, and I wanted to also get some working experience in a different country. So you have been before, but you wanted to come to this program, right? Yes. So are you studying? Are you done with studying? Or what is your profession? I'm currently studying my Master of International Relations, so I'm still completing that at the moment. And tell us, where is your internship here? I was at the cabinet for the Minister for Diaspora Relations, Edmund Ademi. And what is your experience and impression being there? I think that my experience highlighted that that Macedonia definitely needs to have a minister or a ministry
for diaspora relations, just because the Macedonian diaspora is very big and it's all over the world. So I think it's very important to have a ministry that's in place to keep the Macedonians in Macedonia and the Macedonians abroad connected. And being a member of this program for the first time, what is your impression of going and visiting different places where they took you? For me, I think Galichnik wedding was definitely the highlight of the trip. I had already been to Ohrid previously. Famous Galichnik, all people who are coming here, you know, strangers specifically, it's biggest like attraction here. So that was your experience as well. Yes, I would definitely recommend the Galichnik wedding to anyone, whether they come through the Birthright program or whether they're just coming as tourists visiting Macedonia. I would highly recommend. It is definitely an experience you won't get anywhere else in the world. And would you recommend this program to your peers in Australia? I would highly recommend that my peers in Australia participate and do this program. It's an experience, it's a once in a lifetime experience. You're never going to experience this again, and I think it will definitely open many doors as well. Well, you will be a mom sometime. Would you send your kids to this program? I will definitely send my kids to this program. Yes. Thank you very much. Thank you. Ovde na Vrvod, повторно на хотелот Арка, каде што имаме прекрасен преглед од Скопје, малце е ветровито и разговараме со Marijanovska. А Марија, од каде си ти? Isto od Melbourne, Australia. So I know Melbourne is a beautiful city. I've been there. So what do you think about Skopje? I think it's a very different atmosphere. Things are a lot more relaxed, but at the same time, Skopje does have that big city sort of feel compared to other cities in Macedonia. Have you been before here in Macedonia? Yes, I have, but this is the first time I'm staying for longer than a day in Skopje, so it's been interesting. Okay, so what is your experience? How did you go to this program, and what do you think? What are you taking with you as memories? So I did my internship with the Macedonian Young Lawyers Association, and it's been eye-opening seeing how the different legal systems operate. So they're completely different in Australia and here. So the internship was very valuable, but just, you know, in general, how life is in Macedonia compared to in Australia has been interesting. But also this probably will help you to put this experience in your resume, right? Yes, definitely. I think it will, because I want to go into international law. I'm studying a Juris Doctor degree, so I think this would definitely be valuable. And when you were going seeing sceneries, which would be the attraction that stood with you the most? I think the Galichnik wedding as well, just seeing Macedonian culture on full display. It's very interesting. And we would like to thank you for being a participant on this program, and we wish you all the best. Thank you, you too. Again, we're talking to Evan Nichov, Evan Nichov. You're from where? Banica, Macedonia. I live in Toronto, Canada. Okay, so you were host. I was. You were participating. Yes, I was a participant of UMD. Okay. So since we're in Toronto as well, Canada, tell us, is this your first time? Yeah, this is my first time here in Macedonia. Really? Yeah. Where have you been? We went to Ohrid, Galichnik, and Matka and Mount Vodno. But yeah. I know. I was just saying why you haven't been Oh, before. why haven't I been? Why haven't I been? I'm not sure. Like I came before
to see like family, but it was only for like a couple hours. I didn't really get the full experience, you know. But yeah, So now, what is your experience about Skopje? I love it. I want to move here maybe like for a summer. Yeah, get a house in the future. Yeah. Okay. So Yeah. what is that you're studying or you're done? I'm in my second year of politics and philosophy at Queen's University. Okay, and here you were placed where? At the Institute of Democracy. I was intern there, just doing like whatever they needed me to do. Yeah. So I know that they took you everywhere, and what would be your most memorable experience seeing sceneries or some attractions here? Probably for the scenery, it'd be Mount Vodno, just seeing the view of everything. But attractions, probably Ohrid. The nightlife was really good. Yeah, everything was amazing there, beautiful. Yeah, So would you recommend this to your friends in Toronto? of course, of course. Yeah, all my there's a lot of Macedonians there, and I'm sure they'd love the experience. So thank you very much for being part of this program, and we wish you all the best. Thank you for having me. Канадското македонско место во Торонто на своите станари им нуди угодно живеалиште, хармоничен живот и одлична услуга. Побарајте ги на 416-755-9231. А сега во продолжение да проследиме една музичка номера. И во денешнава емисија имаме неколку информации за професионално и поволно дизајнирање на веб сајтови. Побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. Читате македонски вести со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се кај мене на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За грижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарајте Елизабета на 647-281-5501. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова емисија на македонско издание.
До нашето следно видување, кога повторно ќе бидеме заедно, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Play.